Првата тема од областа јазик е наука за јазикот. Во оваа тема клучните термини се национален јазик, дијалектен јазик, стандарден јазик и видови писма. Но пред да започнеме со дефинирање на овие основни поими, најдобро е да се осврнеме на тоа што беше тоа наука за јазикот, односно лингвистика. Науката за јазикот всушност се вика лингвистика. И таа се дели на повеќе дисциплини. Сите овие области што ги имаме во темата јазик всушност спаѓаат во науката за јазикот, лингвистиката. Фонетиката и фонологијата, морфологијата, синтаксата, лексикологијата, лексикографијата, фразеологијата, зборообразувањето, стилистиката, дијалектологијата. Односно, сите дисциплини, науки што се занимаваат со проучување на јазикот, од кој било аспект ја сочинуваат лингвистиката. Често ги мешаме термините лингвистика и граматика. Односно, многу често велиме дека е граматика се она што претходно го кажавме како делови од лингвистиката. Не, граматиката е само дел од лингвистиката, која ги опфаќа само фонетиката и фонологијата, морфологијата и синтаксата. Поделба на јазиците. Јазикот е апстрактен систем од знаци, што служи за комуникација меѓу луѓето. Јазиците можеме да ги поделиме на живи јазици што се зборуваат и денес и мртви јазици што повеќе не се зборуваат, како што се латинскиот, старогрчкиот, старословенскиот и така натаму. Според сродноста, јазиците се делат на семејства, а семејствата во групи. Македонскиот јазик се наоѓа во јужната група словенски јазици од индоевропското семејство. Но сепак, малку повеќе да разгледаме што се тоа јазични семејства и какви јазични семејства постојат. Најголемиот процент јазици што се зборуваат денес на земјата се индоевропските јазици. Дури 45% од јазиците спаѓаат во тоа семејство на индоевропски јазици. Индоевропското семејство е големо семејство јазици. Овде може да видиме на сликата едно дрво, разгрането дрво со многу индоевропски јазици. А на светската карта со розова боја ги гледаме словенските јазици, што нас се разбира најмногу не интересираат. Еве го разгранувањето на словенските јазици. Со розова боја се обележани мртвите јазици, со зелена живите јазици, значи јазиците кои што се уште се во употреба. Македонскиот јазик, како што можеме да видиме овде, се наоѓа во, еве го на крајот, источна подгрупа на јужни јазици, односно словенските јазици се делат на западни, јужни и источни. А јужната група јазици во поново време е поделена и на западни и источни. Во таа подгрупа на јужни јазици се наоѓа македонскиот јазик заедно со бугарскиот, а црковнословенскиот како јазик кој што се уште се употребува во црквите. И еден заклучок од сето ова, можеме да изведеме дека македонскиот јазик се наоѓа во јужната група, источна подгрупа на словенски јазици од индоевропското семејство. И сега да се вратиме на оние термини кои што на почетокот кажавме дека треба да ги дефинираме. Што е тоа национален јазик, што е стандарден јазик, литературен, и што е нестандарден, односно дијалектен јазик. Национален јазик. Тоа е најголемото нешто. Националниот јазик е јазикот што го употребува една нација.
сите негови варијанти. Тука се содржани и нестандардните, значи дијалектите, жаргоните, како и стандардните форми на комуникација, односно литературниот јазик. Значи, сите македонци што зборуваат на дијалект, на жаргон, разговорно, дома, во Македонија, во Струмица, во Битола, во Гевгелија, во Егејска Македонија, во Австралија и така натаму зборуваат на национален македонски јазик. А националниот јазик можеме да го поделиме на нестандарден, значи на овие дијалекти, жаргони, и на стандарден литературен јазик. Дијалектниот јазик, всушност, поинаку може да го наречеме народен говор. Дијалектот е јазик што го говори група луѓе, географски одделена од друга група луѓе. Освен географски, оваа група луѓе е поврзана секако историски и општествено. Тие едноставно заедно живеат. Група дијалекти образуваат дијасистем. Литературниот или стандардниот јазик е јазикот што официјално се употребува во уметничката и научната литература, во администрацијата, во училиштата, во медиумите и така натаму. Тоа е јазикот што има пропишана норма за употреба. Стандардниот јазик треба да го знаат сите припадници на една нација и тој ги обединува. Тоа е јазикот што е изграден врз основа на еден дијалект или група дијалекти и представува наддијалектна форма. Македонскиот литературен јазик е образуван од централните македонски говори, значи не од еден дијалект, туку од повеќе дијалекти. Од дијалектниот се создава стандардниот литературниот јазик, но тој постојано се збогатува и обновува од дијалектниот, затоа тие се во постојан заемен однос. И последниот дел од оваа тема е запознавање со видовите писма во смисла на историски развиток на писмото. Кажавме дека јазикот е апстрактен систем од знаци. Што значи тоа апстрактен систем од знаци? Ако замислиме еден јазик, дали ние воопшто можеме да го замислиме? Што се тој содржи? Значи, тоа е толку апстрактно нешто, ако помислиме на сите зборови што ги содржи еден јазик, на сите врски што се воспоставуваат граматички, фонетски, морфолошки, синтаксички и така натаму. Значи, цело е еден систем кој што во суштина ние не го применуваме целосно, туку избираме делови од тој апстрактен систем и ги преточуваме во говор. Ако сакам да кажам некоја мисла, јас избирам делчиња од апстрактниот систем на јазикот. И тоа сега додека зборувам, постојано го правам. Значи, избирам посебни зборови, им ставам морфолошки карактеристики, значи ги согласувам именката со придавката, лицето со глаголот и така натаму, и создавам правилна реченица за да може да ме разберете. Говорот, всушност, е конкретното остварување на јазикот. Ова е говор. И јас конкретно го остварувам апстрактниот систем на знаци на јазикот. Писмото пак е визуелно представување на говорот. Значи, сето ова што го зборувам, го гледате вие напишано со писмо фонетско-македонско. Најстарото писмо се вика пиктографско писмо. Пиктограмите се цртежи на предметите и на јазично ниво тие одговараат на речениците. Малку поново е идеографското писмо. Тоа е една поразвиена форма на пиктографското писмо, затоа што идеограмите всушност се упростени цртежи кои имаат символичко значење. Ако нацртаме денес срце, знаеме дека тоа означува љубов. Значи, на јазично ниво, идеограмите означуваат зборови. Најпознати идеографски писма
се од Месопотамската и Асиро-Вавилонската цивилизација, клинестото писмо, и од египетската, хиероглифското. Современото писмо е всушност фонетско писмо. Фонетското писмо е гласовно, што значи дека секој глас се бележи со еден знак. Ова писмо се развило од слоговното писмо, кое пак се развило од идеографското. Завршивме со оваа тема, се гледаме на наредната.